Таравари утре вечер на партиски состанок ќе одлучува дали ќе остане во коалицијата заедно со Меджити, Касами и Брејми, или пак ќе има самостоен настап на локалните избори. Во секој случај, за Таравари, барем јавно, опција не е никаква соработка со опозиционерот Ахмети. Имаме две опции како Алијанса за албанците. Едно да продолжиме со Влен и второ да излеземе сами. Имаме одредени општини кај што мислиме дека и сами би направиле добар резултат. Така да, тука е изборот е меѓу овие две опции, нема трета опција. А кои се тие општини за кои што мислите дека имате добри? Ете, Гостивар, Врапчиште, Дебар, Боговине, Теарце. Мислиме, не мислиме дека ќе победиме, меѓутоа мислиме дека може да направиме добар резултат. Сарај, Ликово. Меѓутоа, ајде да видиме, на крај граѓаните одлучуваат. Да, две опции се, значи нема трета опција, овие две опции се. Нема дуи. Ова ги враќа на почеток пребирањата во вреди откако во петокот по лидерскиот состанок на коалицијата беа испратени смирувачки тонови, дека работни групи на Демократско движење, Алијанса, БЕС и Алтернатива ќе ги пеглаат разликите и ќе одредат кому што припаѓа од колачот за локалните избори. Меджити и Касами веќе отворено застанаа за адопцијата за заеднички настап на вреди на локалните избори, бидејќи тоа ќе значи обединување на гласовите и поголем број на градоначалници и советници во однос на ДУИ. И двајцата испратија порака до Таравари, побрзо да одлучи на чија страна е, особено по информациите дека разговара со ДУИ за поддршка во некои општини. Дополнително Касами и Викендов со порака дека секој што ќе излезе од групата, ризикува да го изјаде волкот. За Билал Касами не би сакал да коментирам, тоа е негов став, ја мислам дека избрзува кога дава изјави, меѓутоа тоа е негова работа. Ако Таравари се одлучи за самостоен настап, тоа ја отвара дилемата дали вреди ќе прифати тој да биде втор албански партнер во владата на Мицкоски. Имено Меджити веќе коментираше дека во тој случај контрадикторно ќе биде Таравари да остане во владата, бидејќи таму ќе треба да ги испорачува барањата на Ахмети. Катерина Нешкова, Сидел телевизија.